Почитувани граѓани, денешниот театар на ВМРО ДПМНЕ е уште една потврда за стравот на Никола Груевски да се соочи со одговорноста за криминалите за кои што слушнавме во проектот Вистината за Македонија. Од моментот на формирањето на специјалното јавно обвинителство, ВМРО ДПМНЕ прави се работата на оваа нова независна институција да биде во целост обструирана и оневозможена со цел да избега од одговорноста. Очигледно е дека најавата за први обвиненија содржана во извештајот на специјалното јавно обвинителство создава паника во редовите на ВМРО ДПМНЕ и токму денешното поведение на председателот на Комисијата за политички систем и однос меѓу заедниците, господинот Ѓорчев, е доказ за тоа. Очигледно е дека ВМРО ДПМНЕ и нема намера да дебатира по извештајот на специјалното јавно обвинителство. Потврда за тоа е и досегашната пракса на ВМРО ДПМНЕ, согласно која извештаите од јавните обвинители никогаш не се разгледувани во изминативе години. Разгледувани се само извештаите на Советот на јавни обвинители, но не и извештаите на јавниот обвинител на Република Македонија. Значи, при исти законски обврски на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зврлевски да доставуваат извештај за својата работа во собранието, господинот Ѓорчев за денес закажа седница за извештајот на специјалното јавно обвинителство кој го добивме на 15 март оваа година, а се уште нема закажана седница за извештајот на господинот Марко Зврлевски доставен на 23 јуни минатата година. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е дека двата извештаи, оваа комисија и собранието треба да ги разгледуваат и треба да расправаат. Значи, вие видовте дека денеска не почна седмицата. Седмицата почнува кога ќе се утврди дневниот ред и тогаш треба да се утврди дали има услови, нема услови кои треба да бидат присуден. Јас и се обидов да реагирам процедурално, но господинот Ѓорчев не дозволи ниту да се утврди дневниот ред. Практички денеска не ни почна самата седница на комисијата. Ако се сеќавате, кога беше комисијата и седниците на анкетната комисија која што постоеше, прво чекаа да биде утврден дневниот ред, па потоа да бидете исклучени вие како јавност, па да дојдат повиканите. Значи денеска седница практично не почна. Значи, јас поверав мојот став и дека закажа господинот Ѓорчев утре седница, во која што ќе отпочне, ќе го кажеме нашиот став утре. Да, денеска тоа ни беше невозможно, а тој нека си го земе деловникот и ќе разговараме по деловникот. Значи, јас велам, јас побарав збор по процедурално денеска, бараме утре, има во 11 часот седница, ќе дебатираме дали има право, нема право, дали има обврска, значи сите тие работи, јас сакам да ги кажам на седница и утре да ги соочиме аргументите со господинот Ѓорчев. Значи, јас ви кажувам дека денеска седницата не е ни започна, господинот Ѓорчев имаше обврска да започне седницата. Значи, седница кога почнува, се утврдува прво дневен ред и тоа е почетокот на седницата. Потоа кога ќе преминеме на точката која што е извештај на специјално обвинителство, треба да утврдиме дали има некој што треба да биде, дали треба да биде и слично. Значи, тој денеска не е ни започна седницата, што покажува дека само сакаа да прават класичен театар без можност да ние дебатираме. Дури не ни дадоа ни процедурално да се произнесеме денеска. Значи,
мојот став е дека сите пратеници кои што се заинтересирани да дебатираат треба да бидат присутни да дебатираат. Значи јас лично и пратеницката група на СДСМ сметаме дека за се што е од интерес за да се дебатира треба да се дебатира. Така што според мене сите пратеници кои што се заинтересирани се добро дојдени и мислам дека е добро да дојдат. Но очигледно беше дека во овој случај тие не дојдоа ниту спремни да дебатираат, се виде дека сценариот е практично да не се ни почне воопшто со седмицата. Значи тоа беше само еден театар во кој што тие сакаа да кажат дека се тука и заинтересирани, но не дозволија да се влезе во дебат. Значи, прво треба да се утврди за кој извештај се дебатира или не. Значи, ние, како Социјалдемократски сојуз, нашата пратеничка група, сме барала да се дебатира и за ревизорските извештаи, и за извештајот на Марко Згрлевски. Значи, сите извештаи сметаме дека треба да бидат дебатирани и на комисии, и на собраниски тела. Прашањето кое што треба да го поставите спрема колегите од власта е зошто селективно некои извештаи ги закажуваат да бидат дебатирани, а некои не. Ние бараме принципиелен однос спрема сите. Се што е доставено како извештај да се дебатира и на пленарна и на комисиска седница. Значи деловнички има потука во толкова, јас реков нашите деловнички ставови ќе ги кажеме кога ги слушнеме ставовите на председателот на комисијата и на членовите на ВМРО-ДПМН. Според законот за специјално обвинителство не, бидејќи ние него не усвојуваме извештајот според она што е законска обврска. Извештајот не е предмет на усвојување. Ако ги погледнете и претходно стенограми кои што се однесувале по дебата на Советот на јавни обвинители, само се усвојува заклучок дека е разгледан извештајот, а не се усвојува извештајот.